Во општина Кавадарци за прв пат се донесе одлука за субвенционирање на граѓани и жители на општина Кавадарци за користење на субвенции од буџетот на општина Кавадарци за купување на енергетски ефикасни грејни тела. Ова одлука опфаќа субвенција за купување на популарно кажано печки на пелети, како и инвертер клими. Тоа се однесува на енергетски грејни тела со цел да ја заштитиме нашата животна средина, да ја намалиме потрошувачката на енергија, а истовремено и да го заштитиме воздухот од загадување. За оваа намена општина Кавадарци во буџетот обезбеди средства од 1 милион денари и овие средства ќе бидат распределени врз основа на јавен повик. Јавниот повик се очекува да се објави првата недела во месец август. Ова пресконференција со цел да ги запознаеме оние граѓани кои што имаат намера да ги имплементираат грејни тела со енергетска ефикасност, да бидат навремено информирани дека во текот на месец август ќе биде објавен овој повик. Субвенциите се со висина од 15.000 денари по купено грејно тело. Во јавниот повик ќе бидат детално објаснети сите документи кои што треба да ги достават граѓаните. Но сепак, согласно правилникот, можеме уште сега да кажеме дека задолжително ќе биде да се жители на општина Кавадарци, кои ќе го потврдат со фотокопија од важечка лична карта, оригинална фискална сметка дека е набавено грејното тело и барање кое што ќе биде објавено заедно со повикот на нашата веб страница, односно на општинската веб страна. Максималната висина е определена на 50% од износот на вредноста на купеното енергетско тело, како што кажавме претходно ќе биде печка или грејно тело на пелети или клими инвертер, или не повеќе од 15.000 денари по грејно тело. Исто така сакам да кажам дека ќе има ограничување, значи еден член на едно семејство кој што живеат во потесна заедница има право да аплицира само еднаш и со тоа се губи правото на аплицирање во наредните повици на тој што на апликантот, како и на потесните членови на неговото семејство кои што живеат во заедница. По субвенционирањето на велосипеди увидовме дека можеби предвидените средства беа мали, но направивме чекор напред, затоа што за прв пат во општина Кавадарци имавме такви субвенции за велосипедите кои најде на огромен интерес. Значи само за неколку дена предвидените субвенции се потрошија, затоа што повикот беше пристигнат прв услужен. По истиот принцип ќе бидат доделени и субвенциите за имплементација на мерки за енергетска ефикасност. Очекуваме дека ќе има голем интерес, убедени сме и сметаме дека многу брзо и овој повик, како и повикот за велосипеди ќе биде исполнет. Проектот Мој општинар во општина Кавадарци функционира веќе 8 месеци. Ја доближивме општината поблиску до граѓаните преку проектот Мој општинар. Хортикултурно се озелени на 30.000 метри квадратни. Поставени се 1100 метални столбови за побезбедно движење на пешаците. 20 детски игралишта се реновирани и поставени се детски реквизити на 5 нови локации. Поставена е нова урбана опрема во сите реони во општина Кавадарци и чистени се на 20 диви депонии. Преку проектот Мој општинар континуирано се одвива акцијата за чисто и убаво Кавадарци со ангажирање на волонтери. Одстранети се на 300 бесправно поставени лимени гаражи и на истите локации извршено е хортикултурно уредување. Поплочени се повеќе улици и реновирани неколку објекти во селата на општина Кавадарци. Овие изминати 8 месеци сведочат за функционалноста на проектот Мој општинар, прв ваков проект во Република Македонија.